Денеска практично ја отпочнуваме иницијативата и формално со која што ќе го доставиме законот во рамките на собранието до спикерот на парламентот, со кој што ќе побараме да биде укинат законот за попис кој што беше донесен без консензус и без, би рекол, елементарно почитување на здравјето на граѓаните во услови на тешка пандемија, кога за жал властите не успеваат да се снајдат со истата, а Македонија е закована убедливо на дното или на врвот, како сакате наречете го тоа, по бројот на лицата кои што се инфицирани и по бројот на луѓето кои што за жал го загубија животот поради неспособноста на власт. Сведоци сме дека голем број држави во регионот, како што се нашиот сосед Бугарија, нашиот сосед Србија, од поблиското окружување гледаме Хрватска, Романија, Сојузна република Германија, водејќи сметка и грижејќи се за здравјето на граѓаните, одлучија да го одложат пописот кој што беше планиран да се случи оваа 2021 година за есента или за пролетта 2022 или есента 2021 година. Бидејќи кај нас пописот е невозможно да се случи есента 2021 година поради локалните избори, кампањата која што тогаш ќе се случува, апелираме до владата на разум, апелираме до собранието на разум да се грижат за здравјето на граѓаните и да го одложат пописот за пролета 2022 година. Ништо нема да промени доколку неколку месеци пописот биде одложен наместо овој кој што е планиран во април 2021 година. Гледаме дека воопшто не се ни направени пописните тимови, ниту пак обучувачите на истите пописни тимови, имајќи ги предвид пандемиските услови во кои што државата се наоѓа и невозможно е истите да бидат обучени, а при тоа да биде заштитено практично здравјето на тие луѓе кои што ќе бидат дел од тие пописни тимови. Да потсетам, станува збор за илјадници наши сограѓани чие што здравје владата директно го изложува и ги загрозува нивните животи. Немаме вакцини со што би ги заштитиле тие луѓе. Слушаме дека првите вакцини кои што евентуално би пристигнале во државата во една скромна количина во Македонија се некаде на почетокот на месец март, еве помине јануари, ќе помине претпоставуваме и февруари, ние остануваме заковани убедливо на дното и нема начин како тие луѓе кои што утре ќе ни тропнат на нашата врата да ги имунизираме и да бидеме сигурни дека нашето здравје, но и здравјето на околината ќе бидат заштитени, бидејќи за жал вакцини нема и покрај тоа што опозицијата прави се во парламентот да им овозможи на надлежните еднашка да си ја завршат работата за која што се платени, да не мислат на провизии, да не мислат на лоповлук, да не мислат на криминал. Апелираме на разум. Доколку разум не постои, да биде пописот одложен за 2022 година. Апелираме до владата и до надлежните во парламентот да го прифатат предлогот на опозицијата за електронски попис, уште во 2015 година, поддржано од страна на Европската Унија, Европската комисија, Министерството за информатика и администрација, има услови да ги подготви базите на податоци за спроведување на електронски попис, проект кој што заврши 2018-2019 година. Него изложувајте здравјето на граѓаните. Не бевте способни да го заштитите, не бевте способни да донесете вакцини за тие кои што сакаат да го заштитат здравјето, вакцинирајќи се, да им го овозможите тоа. Овој пат барем направете електронски попис. Разбирам дека сакате со вашите активисти, активистите на ДУИ и на СДСМ, да им дадете определена дневница за да бидат мотивирани, бидејќи се крајно демотивирани да работат на локалните избори. Но верувајте, здравјето на граѓаните и човечките животи немаат цена. Не смееме да газиме преку живи луѓе. Оставете оваа статистичка операција за пролета 2022 година или еве еднашко храбрете се, направете електронски попис по теркот на државите од Европската Унија. Тоа ќе значи дека граѓаните ќе имаат доверба во таа статистичка операција, нема да зависиме од политичкиот двоен подпис и на крајот од денот ќе можеме пристојно да си развиваме нашата Македонија. Господин Мицкоски, колку верувате во оваа опција со уривање на законот со оглед на фактот дека малку е времето додека се стави на собраниска седница и дали воопшто ќе се стави на собраниска седница? Или ќе ги сето ова ќе го потребите за локалните избори? На мнозинството се знае.
Апсолутно. Да се надоврзам, господин Мицковски, ќе треба кворум, а и онака кубурат во собрание од разноразни причини. Како ќе обезбедите кворум? Ќе одговорам на трите прашања, ќе ми дозволите. Најпрвен, првото и второто прашање. Еве, дури и вие прекјутно во пренос на смисла на зборот велите дека насилно се однесува парламентарното мнозинство кога ќе успее да се собере во 61. Не верувате дека некој може нешто што е важно за граѓаните на различен начин да помине во парламентот. Значи станува збор за режим кој што практично го потврди неколку години поред реномираниот истражувачки весник Економист, и тоа е вклучено во последната негова статија и во последната ранг листа на држави. Повторно ние сме прогласени за хибриден режим. Никој не верува дека може нешто да се направи, но јас сум тој кој што верува до последно дека доколку ни се приклучат илјадници, десетици илјади, а зошто не и стотици илјади наши сограѓани кои што немаат доверба во оваа политичка операција. Јас не верувам дека постои политичар во државата кој што тоа ќе го игнорира и нема да го прифати во парламентот. И на крајот од денот јас не сум баш сигурен дека парламентарното мнозинство по било која тема е парламентарно мнозинство. Да не се случи набрегу парламентарното мнозинство да не биде парламентарно мнозинство. Што се однесува до кворумот, ние тоа го споменавме уште на почетокот на креирањето на овој парламент, уште на онаа прва конститутивна седница, и рековме дека на ваков начин, водејќи се од искуството од некои минати состави во парламентот, дека ќе може да се тргува со пратениците, нема да одат далеку и нема да стигнат далеку, и на тој начин нема да успеат да обезбедат кворум во рамките на парламентот. Иако имаше такви обиди, имаше пратеници кои што беа под притисок од страна на владеачкото мнозинство или луѓе блиски до нив да ги убедат на разноразни начини дека може би треба да му се приклучат на парламентарното мнозинство кое што во тој момент беше, а секако тоа не значи да му се приклучат поради тоа што овие имаат добри, креативни и напредни политики, туку се обидува на поинаков начин да ги мотивираат. Тоа за нив беше голема навреда. Луѓето со индигнација одбива и затоа ние денеска се наоѓаме во ситуација да мало тесно мнозинство на луѓе кои што ја доведоа Македонија да биде за подсме во регионот и ја заковаа на последното место во регионот по нивото на чест и честитост, а на првото место по нивото на корупција, се обидува да владее со државата на насилнички начин. Тоа така не може. Или ќе има консензус и или ќе се слуша тоа што го кажува опозицијата, или ќе се случи во државата да имаме ваква ситуација. Или се разбира предвремени парламентарни избори, или конечно на крај четвртата опција ново, постабилно парламентарно мнозинство. Споменавте економист, молам коментар за тоа. Формирањето на ново парламентарно мнозинство, неодамна Николовски рече дека би фалат уште тројца пратеници. Бидете трпеливи и се надевам дека многу скоро ќе бидете изненадени. Пријатно. Кој се економист, молам коментар? Или непријатно? Коментар за економист. Извештаат. Видете, во последниве недела дена ни се случија неколку работи со кои што се потврдија сите оние изјави од страна на опозицијата дека имаме работа со мафија. Иако често пати ми велеа можеби е тоа претврд збор. Но најпрвен, според Transparency International, бевме заковани убедливо на последното место по нивото на корупција, согласно методологија која што опфаќа анализа во последните 2 години. Или да кажам, 111-тото место, кое што никогаш порано не сме биле. Потоа фундацијата Херетич, реномираната фундација Херетич, излезе и ја спушти Македонија за дополнителни 8 места во која што во својот извештај за анализата на ситуацијата во Македонија за економската слобода кажа дека имаме голема злоупотреба во јавните трошења во насока на социјални трансфери. Сето она кое што го збореше ВМРО-ДПМН за институционалниот подкуп. За жал, тоа малкумина успеа преку медиумите да го видат. Од кои причини, не знам. И последната ранг листа која што денеска веќе е јавно достапна, тоа е ранг листата на реномираниот економист кој што вели дека Македонија е хибриден режим и убедливо закована на дното. Со овие 3 параметри нема жив инвеститор во светот кој што ќе дојде и ќе инвестира во Македонија,
која што е убедливо последна во регионот по нивото на честитоста, прва по нивото на корупција, држава која што е хибриден режим и држава каде што Херетич вели дека имаме јавно трошење на јавните пари во насока на подкуп на граѓаните, односно социјални трансфери. Не постои инвеститор, верувајте ми, во светот кој што ќе дојде, освен оние блиските до власта, кои што имаат единствен интерес да инвестираат во нови плантажи за марихуана, и тоа е единствениот инвеститор кој што вие можете да го сретнете, кој што денеска со торба полна кеш шета низ Македонија. Нормално се знае каде таа торба полна кеш треба да заврши за да се добие лиценца за ваков тип на производство. Господин Мицкоски, дали очекувате некои од другите политички партии да ги поддржат оние измени кои вие ги предлагате за регулирање на државната матура? Очекувам сите политички партии во рамките на парламентот да ги поддржат матурантите, бидејќи матурантите се во право. Можеби на јавноста не е јасно, но сакам еве и јас од името на професорите сега, не од името на политичарите, да ги поддржам матурантите, да ги поддржам и наставно-образовниот кадар во основните и во средните училишта кои што негодува практично на така наречените реформи кои што се прават во оваа зграда на една канцеларија која што сега предпоставувам не гледа овде од високо, која што поима нема, абер нема што е образование, ниту пак реформи во образованието. Ги поддржувам сите ниво нивните намери затоа што и матурантите, но и наставно-образовниот кадар се во право. И ги повикувам пратениците во парламентот да го поддржат законот на опозицијата кој што беше поднесен, затоа што на тој начин ќе бидат надминати сите недоразбирања. А кои се недоразбирањата? Вие знаете дека на почетокот на учебната година доснеше еден месец поради неспособноста на надлежната да обезбеди услови за следење на настава на учениците во Македонија. Наместо да почнеме во септември, започнавме во октомври. Им беше ветено дека ќе бидат скратени содржините, што не се случи, со исклучок на еден предмет, неколку содржини, а дел од часовите за повторување и проверка на знаењето не беа одржани. Голем дел од наставниот кадар, поради пандемијата и второстепената неспособност на власта да се справи со пандемијата, беше отсутен во наставно-образовниот процес. Сето тоа доведе да оваа учебна година биде навистина невозможно да се следи на начин на кој што претходно беше предвидено. Што бараат матурантите? Да биде бројот на задолжителни предмети кои што ја полагаат државната матура, не училишната, оние кои што одлучуваат да го продолжат своето образование на универзитетите, да биде намален. Она што им се нуди од страна на власта и преку државниот испитен центар, материјата да биде олеснет, односно да имале олеснети прашања. Според кој критериум и според која скала ние можеме да мериме кои се тврди и силни прашања, а кои се меки и лесни прашања. Комплетно неспособни луѓе се занимаваат со работа која што навистина не ја владеат. Единствено нешто што знаат е во услови кога имаме руинирани училишта, кога имаме искршени прожарци, руинирани тоалети, невозможни услови за следење на настава, да потрошат 25 милиони евра заем кој што доправа ќе го земат од една од меѓународните институции за обуки и за криминал. Тоа е единственото нешто што оваа министерка горе на неколку спратови од мене го нуди на учениците и го нуди на образовниот кадар. И затоа ги повикувам сосема на крај. Колегите пратеници, немојте да следите партиски наредби. Немојте да ги правите грешките од минатото. Оставете ја царовска Мила, Зоран Заев и луѓето скапо платени за нивниот пиар кој што гледаме дека и тоа не им врви од рака. Поддржете го она кој што го бараат вашите синови, керки и внуци, поддржете ги матурантите, поддржете ги оние луѓе кои што ги образуваат тие луѓе. Нека не биде тоа предлог на ВМРО-ДПМН. Застанете сите пратеници и подпишете се на иницијативата, сите заедно во рамките на парламентот да ја поддржиме таа иницијатива, без разлика дали се од ДУИ, СДСМ, Алтернатива, Алијанса и ВМРО-ДПМН. Немојте да создаваме генерации кои што не треба правилно да се развиваат. Не се тие луѓе криви што имаме неспособна влада. Тие луѓе го заслужуваат вистинското образование. Како ја коментирате вчерашната изјава на претседателот Пендаровски за можно одложување на пописот за месец или два?
па ќе оставам на неговата чест и честитост и не би ја коментирал таа изјава, бидејќи доколку Стево Пендаровски сакаше да биде над ситуација и навистина мислеше добро на граѓаните и не сакаше да легнува и да се буди со грижата на совест дека некој денеска го загубил животот поради неговиот потпис што го стави на законот кој што насилно го туркаше парламентарното мнозинство, можеше тоа многу порано да го направи. А сега за жал ќе мора да легнува и да се буди со грижа на совеста дека денеска неколку луѓе ќе го загубат својот живот поради тоа што потпишувајќи го тој закон, тој ги изложи и ги стави на гилјотиња животите на нашите сограѓани. Благодарам.